Благодарам, господине Джафери, почитувани министри од владата, почитувани колеги пратеници. Очигледно повторно продолжуваме со начинот на кој што сте научени да работите. Во неколку наврати алармирав за злоупотребата на скратената постапка и за злоупотребата на европското знаменце. Ако во еден период се повикувавте на итноста на одредени закони, сметам дека на денешната седница, на која што има 15 точки, 10 точки се со европско знаменце, 5 точки се по скратена постапка. Можеби не за овој закон кој што го образложи министерот за внатрешни работи, меѓутоа, колеги пратеници, представници од владата, господине Джафери, ќе ве замолам, доколку навистина сакате транспарентност и јавноста во работата, овие скратени постапки да ги сведеме на минимум, затоа што и во последниот извештај од Прибе имате забелешка за скратените постапки, се сеќавате на вашите забелешки по однос на законите во скратена постапка кои што беа донесувани во време кога ВМРО ДПМН беше влада и кои што реално беа скратени постапки за усогласување и внесувањето на аптис и оние други елементи кои што ги имаше во тој период. Ова е веќе можеби трета или четврта седница на која што непоследователно, морам да кажам, од 15 закони, 10 закони се со европско знаменце, 5 закони се со скратена постапка. Јавноста и транспарентноста со скратените постапки нема да ја добиеме. Информираноста на граѓаните по однос на овие закони на овој начин нема да ги добиеме. Иде процес на донесување на реформски закони, иде процес на донесување на европски закони, доколку навистина се стремиме да се приближиме таму, ве молам и ве замолувам и владата, и собранието, и колегите пратеници да не се подпишувате на вакви закони по скратени постапки, затоа што ова што ние го правиме не се европски вредности. Ви благодарам.